Почитувани дами и господа, добро вечер. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 26-та вонредна седница на Советот на општината. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, дневниот ред нема материјали уствари пристигнати, имаме барање од група советници. Дневниот ред не е утврден, дневниот ред сега ќе го утврдиме на самата седница. Затоа молам еден од представниците на групата советници, групата советници кои се предлагачи на оваа вонредна седница, да се произнесе по дневниот ред. Почитувани дами и господа, почитуван медиум, се одлучивме за ова вонредна седница од аспект на тоа дека во изминативе десетина години, а до ден денес, значи преовладува еден општ хаос во општина Росоман во врска со експлоатацијата на минералната суровина песок, непочитување на законите, работа без соодветни дозволи, непочитување на законите воопшто, законот за води, законот за концесија, законот за животна средина и ако испуштив некој ќе на додадам значи во понатамошниот говор. И како еден од предлагачите за значи и барателите за закажување нова седница, ќе го предложам следниот дневен ред. Предлог заклучоци и задолженија во однос на недозволената изградба на сепарација на територијата на општина Росоман и како точка 2 предлог заклучоци и задолженија за недозволен ископ на минерална суровина песок на територијата на општина Росоман. И како трето, со оглед на тоа дека при доаѓањето на самата седница ми беше спомнато дека нели има некој проблем со уличното осветлување, го ставам и трето прашање, советнички прашања. Благодаря. Добро. Од аспект на тоа дека значи се смета дека не е од итност така речено уличното осветлување, остануваме на овие две точки. На првите две точки. Благодарам. Дали има дополнување на дневниот ред? Забелешки? Бидејќи нема дополнувања, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за усвојување на дневниот ред по предлог на Атана Стојанов? Против? Воздржани? Резултати воздржани 6 за. Отварам претрес од поднесебраната точка, предлог заклучоци и задолженија за бесправна изградба на сепарација. Однос на недозволена изградба на сепарација. Однос на бесправна изградба на сепарација на територија на општина Росоман. Дали е тоа збор? Почитувани, како што и во формирањето на самиот дневен ред, така и сега, изразувам голема загриженост. Потенцирав дека општиот хаос владее веќе 10 години. Крајно време, ако не успеавме во изминативе состави на Совет и значи анархијата со која раководија претходните градоначалници, да не дозволиме тоа да се случи и сега во овој состав на Советот и со овој градоначалник. Всушност, сметам дека и сегашниот градоначалник, кога беше во опозиција, една од клучните забелешки на неговата политичка партија, лично на самиот тој, му беше токму ова горливо прашање, на кое што со податоци и факти се произнесе. Во моментов тие забелешки ги немам сега овдека пред мене, инаку како архива ги чувам дома, испуштив прилика да ги земам, но и самиот градоначалник знае дека беа спомнати големи суми на пари со кои така наречената мафија со песок работи.
ова е еден голем октопод и затоа, кога ќе почнеме да ги елаборираме точките, ќе ги спомниме низа институции и министерства. Значи, крајно време, ова седница и затоа е побарана да биде во присуство на медиум, затоа што ќе побараме, значи, односно ќе ја доставиме истата след јавно, таа ќе биде пуштена на YouTube, меѓутоа, доколку некој, значи, не е заинтересиран да гледа, ние ќе му ја пуштиме и да ја видат тие за што всушност се работи. Значи, тука се замешани во оваа ситуација, значи, и раководителите на јавното предпријатие за пасишта, каде што направија една скандалозна работа од зимање на земјиштето на човек кој што работеше и стопанисуваше со него, за да му го доделат на мафиозот некој од кавадарци таму по име тој и тој, а ќе го спомнеме после мощниот при изградбата на сепарацијата, за да дели со некој си кој што е во Министерството за животна средина, господа. Така беше и во претходниот мандат на додека владееше ВМРО ДПМН. Пак и некои структури кои што се повлијателни од албанскиот блок. Не случајно ваква силина на една личност, не општо, сега зборуваме конкретно за овој, меѓутоа во понатамошниот тек ќе збориме и за другите сепарации, за вандализмот со ископот на песок. Уништивме цели екосистеми. Реката не е препознатлива, ни беше едно собиралиште и уживавме сите, кога бевме во помладите години, мораме сите да признаеме. Знаевме каде се наоѓаат плажите песочни и каде се капевме, а што всушност сега имаме. Еден пустош и пустина. Во размери, ако тогаш речниот ток бил во ширина од 100 метри, сега имаме една пустелија значи во пречник од 500-600 метра, не знам, на некои места може и до километар. Тоа е страшна работа, загрижувачки. И се чудиме. Направивме прскање против комарците. Синоќа не можам да седам, па луѓе, токму тоа е од тоа. Од тоа нарушување на речното корито, од стварање на дополнителни бари, од ништење тој екосистем кој што допринесувал за уништување на тие комарци по природен пат. Птици, тамо што ти ја знам, други кои што се хранат со тоа. Се нарушила алката на екосистемот. Значи, и крајно време. Сега, да се насочам конкретно кон прашањето, односно кон точката која што е ставена, се отпочнува од јавното предпријатие за стопанисување со пасишта, каде што представниците, локалците во Кавадарци, поврзани со нивните структури во Скопје, се договараат истото земјиште, кои што претходно работеа луѓето од Сирков, како Веле Коцев и останатите, му го зема со закана и имаме пример и документ од тоа каков записник е направен и зошто му го зема. Значи, за да во исто време, не почитувајќи го законот за пасишта, каде што вели, нели, пасиштата се издаваат на луѓе кои што да напасуваат стока, да откосуваат трева и така натаму, сега во моментов интернетот дека ли кажав и на минатата седница дека не ми работи, не можев да го извадам тоа, мислејќи дека овдека ќе ги имаме законите за пасишта, законот за води, законот за концесии, законот за животна средина и така натаму. Значи прават скандал, му го даваат земјиштето на Васко Иванов од Кавадарци. По која заслуга? До сега нити видов тамо дека напасува некои животни, нити пак дека коси треба, нити пак дека нешто во насока на законот за пасишта работи. Значи таа спрега, покрената од високите структури до локалните структури, отпочнува така, за да во моментот само иницијативно така речено сега стопанственикот, кој што е мафиоз, зема и го гради, недозволено го заградува, ја заградува површината, каде што не е дозволено да ја заградува. Тоа е пасиште од отворен тип. Кој му дозволил
Кој му дозволи да го загради? Значи на лице Бесто бев и се увери во тоа. Да при последното одење да забележам дека без изготвување на елаборат, без одобрување на тој елаборат од надлежното Министерство за животна средина, односно од Инспекторатот за животна средина и градоначалникот, да почне да гради сепарација. Во моментот изграден е бункерот и со тенденција сега веќе се носат останатите делови за кои што треба да понатаму да се склопи самата сепарација. Значи, само во Македонија е можно такво нешто и досега да не биде сопрен во изминативе неколку години, а апелираме веќе 3-4 месеци или 5 месеци. Значи, во другите држави, прво се подготвува документацијата, одобренијата, а потоа се отпочнува со градба. Само во Македонија. Ама тоа е резултат на таа мафија која што се уште постои, луѓе. Дај да се оградиме, како што викаат дадени представници од владата, да се оградиме од тие структури. Па не значи дека тие помогнале финансиски при кампањата на дадени политички партии, како за ВМРО, така и за останатите политички партии, да можат сега да прават што сакат во општина Росума. Па дај да оставиме веќе, нашиот живот е многу поважен од нивните пари, господа. Ќе потенцирам уште еднаш. Не, прскањето против комарци нема еден месец. Не се седи. Во мојот двор, кој што сум надалечина од реката, од некои си 2 километри. Замислете како им е на тие што се во непосредна близина на самата река. И сега, веќе кога констатиравме неправилности, мораме да дојдеме до заклучокот, барам, подитно, значи, заклучок давам и сакам да дадам задолжение, односно барам, градоначалникот и општинската администрација да испратат барање до Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, врз основа на која основа е дадена површината на земја, јама одземена на луѓето, да го добиеме критичниот записник кој што му е даден на лицето Веле Коцев и со кое е избракан оттаму и му е уништена површината, односно му е одземена површината со која стопанисуваше. Зошто, значи, доколку е издадено, зошто површината е заградена и на неа адекватно, веќе ако е доделена, зошто адекватно не се постапува по однос на тоа, со наведување дека во моментов има, значи, ограда и инсталирано дел од инсталациите на сепарацијата, односно бункер. Тоа е до Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта. Второ, подитно да се извести Министерството за земјоделство, од чиј домен спаѓа и Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, дека значи се направени, констатацијата на Советот, дека се направени неправилности при доделување на површината за пасиште, од аспект на тоа, каде што пак ќе наведеме, дека на него веќе се постапени градежни дејствија и е оградено, а што не е дозволено и спротивно на законот, за пасишта, и да добиеме известување, значи, и од Министерство за земјоделие. И трето, подитно да му се даде забрана на лицето Васко Иванов, односно, ако е веќе тоа фирма на фирмата на Васко Иванов, да прекине со сите активности, бидејќи нити има градежна дозвола, нити има елаборат кој што е одобрен од, значи, органот на државната управа, надлежен за од органот на државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на животна средина, нити пак е одобрен од градоначалникот.
Во овој момент, значи тука ќе застанам и тоа се поправо и задолженијата. Исто така и известување и до Министерството за животна средина, односно Државниот инспекторат за животна средина во врска со оваа работа, бидејќи е прекршен законот и не е издадена, односно нема елаборат, одобрен елаборат и гради бесправно. Значи знаеме, односно вие добро знаете, за дадени инсталации градби да се направат, потребно да има елаборат и одобрување на елаборатот од страна на надлежното министерство и на градоначалникот. Сметам дека ги запишавте овие заклучоци и задолженија. Сега за сега благодарам толку во врска со оваа точка. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани медиуми, јас имам едно прашање до колегата советник. И јас сум исто како него загрижен за оваа ситуација, но би сакал кога веќе сме загрижени во ситуацијата за песокот, таа работа да прошириме за целото речно корито на Црна река. Не би можел да решавам и да носам некои одлуки поединечно против една личност, а за уништување на коритото учествуваат повеќе сепарации. Во претходниот мандат и во сегашниот мандат ние дури и легализиравме објекти на сепарациите што вршат искуп во Црна и не дадовме ни една забелешка дека досега коритото се уништува. Тоа се работи само во изборни кампањи, ќе го стопираме овој, ќе го стопираме оној, и сега тоа ќе го работиме селективно. Ако веќе отпочнеме некои барања, како што бараме за оваа лице како добило дозвола и што добило, дали имаме ние сознание претходните што копале и што копаат се уште, какви дозволи има? Ако се впуштиме веќе во борба со мафијата, да почнеме со сите. Се работи за едно исто речно корито, а за повеќе личности што копаат песок во истото речно корито. Не можеме да поставиме спрема еден не му одобруваме, не сме ние тие што одобруваме и не одобруваме, но ние ако сакаме да известиме некого, да известиме за целото речно корито дека таму имаме нешто сумњиво. Па од тука натаму дали ќе штрекуваме, дали ќе поддржуваме некој, но јас сум за да заплезиме да се бориме со сите. Да не биде тоа селективно, дека работиме против еден или против друг, да биде против сите, што узурпираат делови од реката и што користат песок. Па да видиме за сите како е. Не може селективно да одиме. Јас како советник не би можел против една личност, кога знам дека повеќе личности учествуваат во тој искуп на песок. А не само искупот на песок, него тука се и каменоломите во делот на нашата општина што работат, не знаеме и таму што се случува. Така да, во претходниот совет имавме жалби од загадување на воздухот и ред други работи таму од каменоломот, сите тие работи да влезат и да почнеме да бараме некои решенија. А поединечно мислам дека не е фер и добро да работиме само против една личност. Мислам дека треба да го насочиме барањето, да видиме за сите сепарации дали имаат дозвола за работа или немаат дозвола за работа и за иск. Ако веќе почне. Оти знаеме дека овој човек уште не почнал и да копа и ние ќе го стопираме, а има сепарации што пола Македонија ја градат и ние не прашуваме дали тој има дозвола да копа или нема дозвола да копа. И кој му одобрил и што му одобрил. Ако се интересираме, да се интересираме за целото речно корито, да го заштитиме по подрачјето на нашата општина, а не само во одреден дел и во одредена местност. Благодарам. Само реплика, без спомна, да. Да. Во целост го почитувам мислењето на господинот Јовица Стошич, го делам и неговото мислење, но плашејќи се да не се замоткаме во таа пајакова мрежа. Значи, треба да отпочнеме, значи, од еден крај. Сепак, тоа е на цела пајакова мрежа, која што треба постепено и внимателно да се отпочне со, всушност, по стратегијата на еден руски председател, кога дошол пред да дојде на власт, имало многу голема мафија во Русија. И како тој да се справи? Значи, успел, прво ги навел дел од појаките мафиози и му рекол, слушај, вие ќе бидете главни 10, но другите да ги нема. Значи, ја не сакам да има многу мафија.
Така да тие 10 фатиле ги степале сите останати мафиози, останале 10. И кога останале 10, тогаш му рекол, сега лесно ќе се справам со вас. Така да и ние како советници овдека, ако влезиме со таа мафија, не верувам да ги испаднеме на крај, но ќе почнеме степ бај степ, чекор по чекор, кај што сега е моментот во оваа ситуација. Подобро некого да спречиме, него ли да лечиме. Во останатата ситуација, сега треба да лекуваме. Тие веќе се позиционирале, фатиле јаки корени. Ке го решиме овој проблем и постепено, значи, ние нема да застанеме овдека. Ние нема да застанеме, всушност, и излагањето претходно што кажав на господинот градоначалник, дека се работа за големи, за обрт на големи суми пари, кои што црни пари фактички. Не случајно е многу интересен бизнис овдека, да имате готов производ, без да вложите нешто посебно. Само да пласирате, да копате во широчина и во длабочина. Незаконито, без да платите даноци, давачки. Значи, во потполно се согласувам. Нема да застанеме тука, во иднина ќе отпочнеме чекор по чекор. Благодарам. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, во изминатите години јас и Атанас Стојанов сме едни советници кои најмногу се и почитувани од колега Даки. Сме бунтовници и борци за спречување на оваа криминална група, тоест шерифите за искуп на песок. Колега Јовица, кога испеđаш на говорница, изминатиот совет со градоначалникот ми кажувавте дека јас ги политизирам работите, на политичка база ги дебатирам на оваа говорница, но твојот испад на оваа говорница беше дека политички се политизира во претходниот мандат. Да ве потсетам, ако ве држи меморија, дека во таа комисија во состав од Јошев Јованче, Атанас Стојанов и Даки, советникот, и еден инспектор од општина Росуман, Советник во единица за локална самоуправа. Советник за, да, референтот, бурно, бевме во две-три сабелини во атарот на село Манастерец, каде што се обидовме на некој начин локалниот шериф, град Бапромет, на некој начин да го заплашиме колку се нашите ингеренции. На жалост, нашите ингеренции во Советот се толку мали, каде што нашиот бунтовнички глас не допира до институциите во подрачните министерства. Така да, во целост поддржувам иницијативата на Атанас Стојанов и ќе му помогам колку што можам, затоа што од година во година овие локални шерифи за искуп на песок само се зголемуваат и се зголемуваат. Ако некој од страна, од нашите иселеници ја следе седницата, ги следе седниците години наназад, седници наназад, и ако ги читам медиумите и извештаите од овие совети, ќе констатира дека течението на река Црна наликува на Амазон. Амазон да беше, до сега че се уредеше тоа речно корито. Малку беше град Бапромет, па му се додаде концесија на Понче, како машинокоп, па сега и машинокоп не може да постигне, ангажирано е трето лице, трета компанија со управителот Васко Иванов, каде што на истиот локален шериф за искуп на песок, претходно му беше доделена концесија за ловиште. Малку му беше концесијата за ловиште, за 5 ловишта. Малку му беа 5 ловишта, ајде сега да го наградиме и уште за една концесија за песок. Сравно и многу долно и многу болно. Последиците од овој искуп на песок се уште не ги чувствуваме. Сега ги чувствуваме со помал интензитет,
како што се комарзите, појава на преносливи болести, но никој не ја спомнува ерозијата и сушење на подводните води за секогаш. Така да Росман лежи на такво едно, би кажал технички да се израдам трпсно квадраче на многу мека површина, каде што со тој искуп на песок, секојдневен искуп на песок, нашите куќи ќе почнат и да тонат и да пајчкат. Може би нема да се случи во година-две, но за ините 10 години и тоа како ќе го почувствуваме на нашите домови. Се почувствуваат тие пукнатини на куќите секојдневно во долниот дел од Росуман, но се уште незабележително. Но неконтролираниот коп на овој песок ќе дојде до катастрофални последици за нашите граѓани. Така да, Советот, ингеренциите на Советот е да уоче, да направи неколку фотографии. Еве, јас лично ќе се вложам, ако треба ќе ангажираме и дрон, каде ќе го снимаме тоа новото уредување на речното корито у наводници, уредување на речното корито, и на следната седница ќе се обидам да донесам еден прожектор, каде што мислам дека ги имам и сликите од минатата година, каде што нашата комисија констатира и направи неколку фотографии за дивото копање на песок, тоа е за водење на бизнис со истиот песок. Какво контролирање на речното корито? Какво редување? Несовесно копање, отварање на дупки, незасипани дупки, потенцијални жаришта за маларични болести, потенцијални отпадни површини каде што околните жители си ги сипеа дупките со смет, со шут, не водечи сметка истиот тој концесионер во наводници за уредување на речно корито, дека треба после искупот на тој песок треба да го засипи со песок или со земја. Значи во година, од година во година, тие локални мафии, шерифи за искуп на песок, се повеќе и повеќе. Не знам дали ќе има крај еден ден. Но еве, доброволно се пријавувам, повторно, не рачунајќи ги последиците што ќе се одразат на мене и на колегите советници, че еве од оваа говорница јавно ги повикувам еколошките друштва во Тиквишијата, каде што во изминатите години толку беа активни, но сега во ова година некако и претходната година некако затаја тие еколошки друштва, каде што не гледам ни пресови, ни дебати на некои медиуми. Уште еднаш ги повикувам еколошките друштва и во наредната седница, заради тоа што мислам дека ќе имаме на дневен ред, дополна на дневен ред, токму заради извештај од таа оформена комисија од неколку советници, увид на терен, направени неколку фотографии и презентирање на граѓаните. Затоа што мислам дека од оваа говорница граѓаните се почесто и почесто ги гледаат седниците, И мислам дека ова седница е некако како еден медиум за информирање на збинувањето во нашата општина. Некој не е љубител да шета по атерот на општина Росуман, љубител е да се седе пред телевизорот и да си ги гледа седниците и дебатите, што ги дебатираме. Така да, покрај предлозите на Атанас Стојанов, предлагам да оформиме повторно една комисија од тројца или четворица советници, или тројца или четворица советници, и ја повикувам исто така местната заедница на село Манастирец, ја повикувам заедницата на село Трстени, каде што мислам дека тие се едни од најпогодените подрачја со овој див ископ на пет. Мислам дека не е див ископ, затоа што тој си ги обезбедил сите лиценци. Да, за следната седница исто така ќе го замолам градоначалникот, затоа што е близок со институциите во Скопје, да даде едно
еден отчет, едно објаснување дали тој концесионер легално ги стекнал сите потребни документи или на своја глава си почнал да си копа, да си сее песок, да си прави бизнис и така натаму, не водичи сметка за оштетување на жителите на општина Росово. Така да, еве јас доброволец сум во таа комисија, јас, Атанас Стојанов и уште некои, се надевам дека и советниците од актуелната власт ќе ни се приклучат во таа комисија, ќе направиме неколку фотографии, еден записник и тој записник ние да го проследиме кон сите институции. Истиот записник да го проследиме кон сите институции. Известување од терен. Може би некоја институција не е запознаена со тој исков. Толку. Фактички да ја утврди, фактички да состави да ја утврди. Добро, ова ќе беше и во втората точка. Не сакам седницата да се одвива погрешна насока на колега Иванчо. Не знам што видовте политички во претходниот мој настап овде. Ништо не реков, ништо политички, освен да ја прошириме истрагата околу сите фирми, а не да се насочиме против еден. Што има тука политички? Нема ништо политички. И јас сум на вашата страна, ако можеме да го соприме тој ископ, ама сите да ги соприме. Зошто е тоа политички? Која политика е тоа? Каква политика видовте во тоа? Но вие сега водите некоја политика, добивте една слобода јавно да излезете и да кажете ова. Вие во претходниот мандат бевте во една таква комисија и кога ве ставивме во комисијата излеговте и ова сега што го кажавте и тогаш, дека ќе направите слики, дека ќе му дишите во врат на тие што копаат, но тоа сето ништо не излезе. Некој ви штрапна на вашата трага и вие не смеевте ни збор да кажете овде на говорница. Вашата комисија, да видиме колку извештаи даде тука на совет, што пронајде на лице место. Многу лесно е сега да кажа и сега пак ќе бидеш во таа комисија и истото рече, бим ќе донесам тука, ќе гледате сите. Ништо, колега Јованч. Тоа беше политика. А јас сега не реков дека ќе бранам некој или нема да бранам. Јас ја бранам страната на општината и сум, ако можеме сите да ги застанем. Не реков да го бранам Васко Иванов, не реков да бранам Градбај и некој си друг. Но ние сега ни е страф од најситниот. Најголемиот копа упорно и ние еднаш досега и во претходниот мандат и сега не успеавме да застанеме здраво, а сега почињеме од најситниот. А викаме рибата смрди од главата стално. А ние стално од опашката почињеме. Истото и сега го правиме. И ќе те молам, ако имаш слики стари што не си смеел претходно да ги изнесеш овде, донеси ги да ги видиме што сликавте во тие комисии. Ни еден извештај до советот немате. Не смеевте да излезете, ви беше кажано. Сега е лесно, можете се да кажете. Нема политика веќе. Благодарам. Колега Јовица Стошич, заради тоа што си толку транспарентен на оваа говорница, еве, те поканувам во овој нов состав, за да нема сомнаш граѓаните дека некој е заплашуван и ispolitизиран. Значи, оваа комисија за увид би ја предложил да биде од 9 советници да имаме, например, 6 советници. Од кои и да бидеш и ти еден од тие представници. А слики и увид на лице место имаме, записници имаме доставено и мислам дека се известени повеќе институции во државата, но реков, уште еднаш ќе се повторам, нашата сила на советниците е толку. Зошто понатаму не се направени ревизии на тие општини, на тие институции, на тие дозволи, на тие уверенија, лиценци, не е во мој домен.
Истото и сега ние ќе отидеме на терен, ќе констатираме фактичка ситуација и нашата сила е до тука. Потоа, градоначалникот ќе не известе дали има соодветни лиценци, нема соодветни лиценци, доколку има соодветни лиценци, ние можеме само да се седиме тука и да се дебатираме. Значи он има извадено секаков вид на лиценци, си има дозвола за концесија, за уредување на речното корито и така натаму. Почитувани, да не бидеме во заблуда. Значи, јас се сомневам дека има концесија. Но и да има концесија, господа, ќе му ги одземеме концесиите. На Иловица, на Миловица, на некоја таму и ја одзедоа, на кој беше, сега да не карикирам. Значи, како пример, или кај беше, се работи за еден крупен проект, мада и ова не е ситно. Ако ги земе еден сума сумарум, Бога ми, кажавме за какви суми на пари се вртат во овој бизнис. Че застанеме до последно. Концесиите да му се одземат и да биде крај повеќе со таквото налудничаво уредување на речното корито. И тука, ние сме тие, советот ке каже, доколку негде треба да уредиме некој речно корито, согласно законите, ево да имаме еден извадок. Да го цитирам, како беше? За режимот на водите. И убаво спомна. Не само да наводно уредува речно корито. Деградира екосистеми. Целиот живот што е таму. Последици, куќите, подземните води и друго. Луѓе, не можете да замислите како, вие знаеш како, ние така си гледаме површно, песок, чакал и готово. Ако ја разглобиме и да ни дојде некој од европските земји, од Скандинавија, ако ни дојде, пак поготово од Норвешка и од Шведска и Финска, да дојде да ни направи овде едно истражување и ке кажи не пустина, не вакви енормни температури, па всушност шумата е таа во планините што го одржува, што ја одржува свежината на воздухот. Значи, според законот и уредувањето речено, па не смееш да сечиш дрва таму, не смееш, значи тоа е цела една поврзаност, една низа, еден ланец, еден систем. Не, а ситуацијата е загрижувачка. Каде се оштетуваат буџетите на државата и на општината? Каде тие пари се прикриват, па утре како црни пари влијаат врз луѓето? Дали во политики, дали во други работи? Па да, реков, до деградација на почвата и на другите работи. До нарушување на таа еколошка рамнотежа. До икс други работи. Тоа е се несогледиви последици. Абе тука, значи редом да му координираш, пола затвор треба да паниш апсана за сите. Абе се додека не проработи свеста кај луѓето, значи ги трпиме овие последици. И неке имало уве зрачење, неке имало 9, ке дојде 15 луѓе. Па кога се случи листот на лозјето да изгори од едната страна, така во Росома со вода, замислете го наводнуваме. Па ова е загрижувачко, ова треба подитно овде каде испаднеме, бе, значи тамо да бидеме, пред нив, да свеста, да се подигне еколошката свест, свеста за животната средина, бидејќи таа нас не одржува. Си ја сечиме гранката на која седиме. Мораме да почнеме. Нема ситен јадар, значи почнеме од овој и нема да прекинеме тука. И ова Јовица што кажа, значи сега ќе го направиме. И ќе го представиме овдека пред луѓето на следната седница. А за тоа време, овие задолженија што се дадени овдека, сега и во втората точка, значи ќе известиме и полицијата. Значи, веќе тој бесправно копа во реката таму и да покрени постапка на лице место да отиде да го... Значи, задолжение ќе дадеме, значи, и за известување во полицијата за ситуацијата.
Мора да се почитуваат законите, мора да се оди онака како. Значи некој доколку сака да работи, прво ќе ги обезбеди сите документи, сите дозволи, па потоа ќе почне. Да заврши оваа анархија, дали и ние како градители на индивидуални стамбени објекти, од кои што последица трпи и општината и буџетот на општината, ќе го легализираме отпосле. Не. Ќе си почнеме по еден канален ред, каде што ќе добиеме дозвола за градба, ќе си ги платиме сите давачки таму кои што треба за да отпочнеме за градба, па потоа ќе почнеме да градиме. Така и тој исто, значи ќе ги добие потребните дозволи и одобренија, кои што му се, па ќе почне да гради. Се додека така не почнеме, значи ќе го имаме ова што го имавме досега. Останува во целост на барањата со задолженијата и, значи, потоа ќе елаборираме за втората точка. Благодарам. Почитувани медиуми, почитувани колеги советници, почитувани градоначалници. Значи, јас сум трет мандат како советник и ова болна точка многу одамна расправаме и гледам дека човекот што е добил, што ние сега сакаме да го штурпираме, дека добил некаква дозвола. И тоа е финта една што цело време не мамат, дека многу културно го работат тоа. Катастарска општина Сирко. Прочитате во дозволата негова што има добиено, тоа е од десниот брег на реката до место викано Банчино во село Трстеник, до патот што оде од манастирот до Сирково. Значи тоа е исто како прошлиот пат градоначалникот што не мавна, дека се работи за катастарска општина Сирково, а градба Промет го доби место под манастирот за Копа. И тоа фино не убеди дека тоа е од оваа страна река, дека нема да се копа од манастирот во страната на манастирец, кога на крајот испадна се копа целиот дел од мостот до село Манастирец. Значи многу фина финта, што исто сега пак во ова решение го има добиено овој човек. Значи финта дека тој ќе го одржава речно корито во реката Црна, а го има добиено катастарскиот дел од десна страна на брегот на реката Црна, од Сирковска страна до патот за Манастирец. Финта супер, убаво Господ здрави. Значи целиот блок од Манастирец да го ископа до Трстеник горе. Значи за тоа господине градоначалниче да се земе вие го градоначалник и службите, да се донесе еден заклучок, да се проверат сите министерства каде можеме да ги штопираме овие. Јас се слагам со господинот Јовица, дека треба да преземеме мерки не само за тие човек, туку за сите заедно. Значи, некако совет да застанеме и да кажеме и вие како градоначалник со една одлука сите служби во државата да се известат и да се штопира копање на песок. Ако стварно водостопанство му дава и дава на некоја фирма да го одржава речно корито, ама тоа да биде една фирма и да го одржава речно корито, а не да копат лево и десно од реката. Значи, проверите го ова што ви кажувам сега, во решение дека е точно. Значи, не е само речното одржавање на речно корито. Значи, го добива блокот што од Манастирец до Трстеник целиот да го копа. Супер, убаво, Господ здрави. И јас, мој заклучок имам тука сите заедно, што го рече господин Јошев, дека да застанат 5-6 советника, не 5-6 советника луѓе. Значи, ние како советници и градоначалникот мора да застанеме и заедно со граѓаните на општина Росман да напишеме, ако треба соопштение, сите заеднички да застанеме и да го штопираме овој криминал во општина Росман. И барање да се одземат концесиите. Да се одземат сите концесии. Тоа значи еве, јас напишувам еден заклучок, значи во рок од 30 дена се задолжува градоначалникот да ги обовести службите, министерствата и полицијата, ако после тие 30 дена ние не добиеме никакви заклучоци, да го повикаме народот и да испаднеме на самото место. Значи со повик, јавен повик до граѓаните, да сите заедно со трактори, камиони, кои што има, да излеземе, да ги блокираме сите овие места каде се копа песок. Значи тоа е мој еден заклучок, ако сакате да го подигнеме и народ, сите заедно да испаднеме ние како советници, да го поддржиме народ, затоа што народ ќе го поддржава ова како заклучок. Ако не, тогаш ние сами да ништо не можеме да направиме. Значи ни треба поддршка од градоначалникот, од полицијата и на крајот да ги повикаме и граѓаните на општина Росман, да излеземе на лице место, да ги блокираме тоа и да дојдат на лице место дури тогаш министрите од владата да видат за што се работи. Че ова е стварно голем криминал,
а Росман не добива ништо за возврат на седо тоа. Подземните води се повлекуваат и уште едно задолжение јас го напишав до градоначалник, затоа што ние многу имаме загадување со фабриката фени. Градоначалник, значи фени треба да ги чистат таложените нивни за црвената вода што влегува во црна, треба да ги чистат на 7 дена или таму не знам на колку, за таа вода да не влегува во црна. Порано вие знаете, ние сите се бањавме таму на црна, сега не смееме да влеземе во водата. Па сите плажи, се живо што беше врби, се се исече, се се уништи. До кога? Застанете више, еве сега имате власт, имате влада, имате се е ваш. Застанете вие, ние да станеме како совет зад вас и да ставиме крај на ова лудило. Ви благодарам. Не сте го санкционирале, луѓе сега. Тоа беше, мислам, тоа не беше Кој ќе сега. го фата, тој ќе врши сега. Не беше сега. Тоа е многу давна рекола што беше. Нема. Почитувани советници, почитувани медиуми, кога ќе излезе некој тука да коментира, треба да тргне најпрво од се. Тоа. И немојте сега едното кога го прави некој човек некоја работа, за него е тогаш во ред. Кога истата таа работа некој друг ја прави, тогаш не е во ред. Да бидеме принципиелни во таа работа и затоа еве можам да го потврдам оноа што кажа Ацо дека точно што се однесува до мене, излегував и јавно коментирам. Се уште можам да кажам дека сум и јас против сите овие работи кои што се работат во врска со загадување на животната средина. Јас сум екологист по душа, тоа ќе оставам и не само декларативно, него тоа го правам и на декларативен и јавен начин и тоа и го манифестирам во пракса. Не знам колку вие знаете, ама јас учествувам во разни еколошки акции. Дополнително јас сум и планинар, така да сите тие работи мене ми се многу познати. Уште па црна, кога ќе ја спомнете, мене ми е црна од сите вас најмногу зарасната во срце, бидејќи мојата младост е врзана за Црна река. Се сложувам дека биодиверзитетот е уништен во Црна река. Беше многу повеќе, за среќа овие години успеа некако да наназад да живне, бидејќи претходно несовесни граѓани не само за овие концесионерите вршеа неконтролирана сеча на сите растенија, односно на врбите и го уништија речното корито. Во овој дел, бидејќи јас сум се залагал за да се сопре ова експлоатација на песокот Црна река, можам да кажам дека имам и превземено конкретни... Скажеме за точката, ќе молам и за... Полека, имаме превземено и конкретни мерки. Имаме пријавено една од овие фирми кои се концесионери на Државен инспекторат за животна средина и Државен инспекторат за животна средина излезе на терен и постапи согласно законот и една од фирмите која што е концесионера е санкционирана парично. Кривично не знам, натаму не знам, само знам дека е тоа така направено, бидејќи ние тоа го пријавивме во Државен инспекторат за животна средина. Во делот од тоа, дали сме работеле, односно јас, во промена на и анимирање на проблемите, можем да ви кажам дека на состаноците на ЗЕЛС редовно истакнувам дека еден од нашите најголеми проблеми е неконтролираното копање на песок. Така да, во тој контекст можам да ви кажам, бидејќи со ископот на песокот од потечението на Црна река, работите ги води водостопанство, во тек е план за трансформација на водостопанство Тиквеш, каде што ќе се одвои водата и песокот. Тиквешко поле, односно водостопанство на Македонија, на конкретно оваа година или на почетокот на наредната година ќе се трансформира на кој некој начин, нема да биде АД, акционерско друштво, него ќе биде
повторно ќе функционира на начин како порано што беше со водни задруги, а денеска најголемата манипулација, меѓу другото, се работи во врска со ископот на песокот и во водостопанство. Во делот од концесионерите, како добиваат дозволи, можам да ви кажам дека на територија на општина Росуман има 8 месечини концесионери на кои експлоатираат песок и рудно богатство, односно не рудно богатство, него камен. Таа се 8. Предпоставувам дека ги знаете, тоа се ИГМ, Градба Промет, Машинокоп, Јоготранс, Јуниори, ВГС, месечини, како се вика, и уште Криса Нама Марија, Геотехника, и тоа е отприлика тоа. И конкретно доаѓаме до овој случај за кој што советникот Атанас Стојанов е загрижен. Тоа е фирмата City Shop. Така се вика, не би го поистоветувал, можеби името и презимето што го спомнавте, вие стои зад таа фирма, меѓутоа знам дека е фирмата City Shop. Поради тоа што јас и ти дискутиравме пред некој ден, јас се заинтересирав за овие детали и можам да ви кажам дека имав разговор со државниот инспектор за животна средина, господја Лидија Зафировска, месечини дека се вика, потоа со Јованче, како се презива, бработен Колев, Јованче Колев, кој што врши, ги исполнува надлежностите и за општина Росуван во меѓуопштинската соработка меѓу општина Кавадарци и општина Росуван со него. И имав средба и со дотичниот господин, баш за да ги проверам сите факти, за да може вечерва да коментираме и да дискутираме на оваа тема. Собственикот... Значи не е покинут, за дали со надлежниот од пасишта исконтактира? Не исконтактира со пасишта, не ја знаев, мислам, целата поставка, да бидам искрен. Меѓутоа, врз основа на оноа што го видов и што разговарав, можам да ви кажам дека во делот од добивањето на дозволите не е тоа незаконски, а тоа дали е нас ни одговара или не ни одговара, тоа е веќе друго прашање. Меѓутоа, фирмата City Shop постапила согласно законот. А дали е тоа во ред или не е во ред, тоа веќе не го коментирам. Значи, постапила согласно законот, минатата година добила концесија од Министерството за животна средина, додека пак оваа година добил исто така одобрение, дозвола од акционерско друштво Водостопанство. Оно и последниот дел кој што треба, а да спомнам пред тоа дека јас, еве за овие не цели 2 години, немам издадено ни една еколошка Б интегрирана дозвола. Немам да издадено ни едната. Меѓутоа, поредот на нешто. Ова под тоа спаѓа? Значи, мора да има со Б или со А? Интегрирана Б. Интегрирана Б. Б еколошка дозвола, да. Значи, јас откако сум тука, таква ни една дозвола нема издадено, нема подпишено, имат молба, односно барање доставено. Тоа е согласно закон за концесија, така? Согласно закон за концесија, и да ја завршам мислата, барање доставува за издавање на Б еколошка интегрирана заштита субјектот, правното лице, откако ќе се спреми таму на терен, ќе ги инсталира инсталациите кои што се предвидени за извршување на таа дејност, тогаш поднесува барање за интегрирана Б еколошка дозвола и ние, општината е таа која што или ќе даде или нема да даде, меѓутоа јас за тоа се консултирав,
дали смееме, дали можеме или не смееме, односно можеме и да не издадеме, рекоа дека не, дека тоа е тешко, бидејќи откако веќе издале Министерство за животна средина одобрение за концесија, дека и ако со елаборатот кој што ќе го приложи ги исполнува сите услови, општината е должна да издаде Б еколошка интегрирана дозвола. Како печат, така. Значи, така стоат работите. Да ги знаете сите овие работи и да не брзаме со заклучоци, мислам, било кој од нас. Борете, само да завршам, се сложувам и јас ви кажав дека јас сум екологист, исто така. Сликата која што денеска ја доживувам на Црна река не е пријатна и не само за жал од субјектите или правните лица кои што експлоатираат песок, него и од многу други граѓани несовесни кои што одлагаат било како смет на Црна река, иако ние тоа го имаме регулирано. Веројатно сум нешто заборавил, подоцна можем дополнително да ви дадам известување, ако вие побарате. Меѓутоа, тоа е тоа во овој момент. Морам да кажам дека не сум задоволен од одговорот и сметам дека не смееме да се ставиме пред свршен чин. Значи, таквото нешто и јас го отворив закон за концесија. Меѓутоа, тоа е хипотетички. Значи, да дозволиме ние некој да изгради, па потоа да. Така ќе направеше, ајде да не спомнуваме, или ќе ја спомнеме ИГМ, па ќе се изградеше цинкара, па потоа него дојде овдека, побара од нас, како советници, го одбивме тоа, барање негово и човекот немаше поставено, немаше инсталација поставена за сето тоа. Нема да застанам овдека, че ги проширам барањата. Црна река да биде третирана како нешто друго, како еден од приоритетите на општина Росома, во друга насока, во насока во развој на туризмот, во заштитена зона. И тука од сега ќе почне ова и мора да заврши ова лудило. Луѓе, да го вратиме сјајот, да имаме луѓе спортисти кои што ќе риболоват, да има луѓе спортисти во дадено време кога ќе дојде ловната сезона. Не тој кој што досега го злоупотребува законот за ловство, каде што површините земјоделски не се ловен терен. Ами ние ќе изнајдеме начин да му дадеме на некој кој што ќе имаме бенефит утре, па некои странци, ловци и тама кои што дебело плаќат за тоа, да има бенефит општината, па до ред други активности и приоритети кои што тоа мое залагање, односно таа заштитена зона, го дава понатаму. Не случајно се чудиме зошто Европа е загрижена за Амазон и за горењето на шумите таму. И ние уште не можеме сега да изнајдеме еден ресурс кој што во иднина многу ќе значи, луѓе. Ресурс, веќе ресурсите ги искористиме максимум. Дај да размислуваме за одржлив развој. Едно од нешто што е клучно и постојано се зборува за него. Одржлив развој. Немојте, значи, уништување. Немаме, така има еден збор, еколозите викаат, немаме резервна планета, немаме резервна општина. Значи, еве, ја давам идејата, значи да изнајдеме начини и барања, дел од надлежностите на некого да ги земеме во наша, оти тоа и се случува државата кога отстапува нешто на општината. Да го имаме како богатство ние и бенефит има нашиот буџет. Сега, не сакав да толку да елаборирам и да навлезам во ова, ќе го кажам и ова, дека не застанав тука, отидов и до Министерство земјоделие, со почитуваниот господин Веле Коцев.
не прими советникот на тогашниот министер Љупчо Николовски. Човекот се фати за глава, не го именувам, за да не сноси последици човекот. Се фати за глава и каже како е можно и овој што ги дава тие дозволи, вика на 1 година ги дава. Вика не му е прв случај ова, луѓе. Затоа ќе биде запознат и премиерот. Ќе му пуштиме ова седница директно на неговиот Facebook. Во порака, во инбокс. Ќе му ја пратиме, да ја види. Па на крајот на краиштата, ако смета дека е во ред пак, ама сметам дека нема да биде така. И ќе се разоткрие оваа личност која што, значи таа личност која што дава, а од албанскиот блок е, па не може би луѓе од албанскиот блок овде дека сега пустош да ни прави во Росома. Па не дозволувам. Тоа се изреките и изјавите на советникот. Од прва уста во канцеларија не приме во зградата до зад влада кај што е. И што ја што сакам да си потрошам пари, да отидам тама да губам време, некој ми плати ли мене за тоа? Не. Од што не можам да трпам неправди, бе, луѓе. А истото излагање беше и твое, истота изрека е и негова. И на Блага, и на Владко, и на Ристе, и на Горан, и на Јовица. Па тие се посилни од нас, што се? Тие живеат овдека или ние живееме овдека? Да изнајдиме модус, заштитено подрачје. Чашка си се бори тамо за планинарскиот дом, за ова, за она, за други работи, ресурсите кои што ги има. Другите општини, Охриц, тамо Охридското езеро, Струга исто. Да? Ние не можеме. А зошто да не можеме? Што? Затоа ќе прекинеме овдека и ќе побараме сите издадени дозволи да се прекинат. И пак ќе кажам, абе не може речно уредување на речно корито ако ние не дадеме согласност овдека. Пак ќе го кажам член 143 луѓе од Законот за води. А тука пишува Советот на општината. Извештајот го дава град. Ако ние не му дајме извештај, како бе он таму ќе уредува? Како може да уредува? Абе кривични ќе паѓаат кривични луѓе, зошто се доведуваме во ситуација? Па ако не би овака ќе почнеме преку здружение, преку кривични ќе почнеме да пуштаме. Али клопчето ќе се одмрсе, верувајте дека ќе се одмрсе. Значи, не ми одговори. Елаборат доставили овде, као одобрение му дадели? Не му даде. Значи, да. Нема, па тогаш како почнува инсталација? Значи, мора забрана да нам се даде сега. Прво ја прави инсталацијата. Абе, не може инсталацијата како сега? Сега законот за концесии пак да го... Да. И како то така? Како? Повтори, ја не знам да видиме, значи. Затоа овдека не се сложувам со тоа. Значи, да внимаваме, затоа што да не се сноси одговорност утре. Не сакам никој да сноси одговорност од нас, бидејќи исто мислиме. Сега да не се доведиме, дај да преиспитуваме, дај да направиме, да заврши мафијата и да се заложиме утре во иднина, како што кажа, да не биде тоа од посебен интерес. Заштитено подрачје, кој што ќе ни носи бенефити, ресурс на општината. Благодарам. Значи, сметам овие заклучоци да се видат, да се исконтактира и во врска со концесијата, со сите други работи. Да му се каже на ситуацијата, да се укаже дека има прекашување. Пред се, одиме од Законот за пасишта, од Законот за води, од Законот за животна средина, па и до Законот за концесија. Во целост, ќе си стојам на задолженијата и тие мора да бидат доставени, да добиеме информации, па потоа ќе размислуваме на наредната седница за понатамошни постапки и действија кои што ќе следат од нас како советници. Благодарам. Внимателно го слушав градоначалникот и мислам дека беше многу јасен и прецизен со неговото излагање и го објасни
статусот, тоа е постапката како се доаѓа до една концесија за искуп на песок. И сега го слушам и Атанас со неговото излагање и јас го сваќам него, во иста позиција сум исто како вас. Заборавив на претходното моје излагање да кажам дека таа комисија што бевме на терен, ги известивме тие инспекторат за животна средина и почитувам колега Јовица, таа инспекција за животна средина дојде на терен, констатира, направи увид врз база на нашиот извештај и дојде и таа истата комисија констатира дека се е во ред. Се е по ПС. Сега, едно што ме трогнува малку, иако доаѓаме јас и вие од различни политички партии, но системот тамо како е поставен во министерството и подрачните единици е јајце на јајце, копи-пас, без разлика кој е на власт. Е на Рима успеав да направам, затоа што истата методологија, како во претходната власт, така и сегашната власт, ама баш ништо не е изменето во постапката за добивање на таа концесија. И сега, човекот, подучен од минатите овие двајца концесионери, главни концесионери, седнати на маса и му имат кажано, за да си добиеш концесија треба да го направиш ова и ова, и тој денови си ги заокружува едно по едно, си ја инсталира таа опрема, како што кажа градоначалникот, и после ќе ги достави сите тие документации дека он е спремен, ги исполнил сите уверенија и градоначалникот ќе биде тука ставен под свршен чин, каде што само треба да го стави неговиот свој рачен, да го и кривично ќе одговара како што нас, ако се сеќаваш на минатата седница, како што го изгласавме печатот за градинката. Значи мора да го изгласаш. Ако не да го изгласаш, че Зашто мора, ево деловникот и тука во заблуда спаднавме дека вика советник. Ако нешто грешам, градоначалникот нека ми исправи заради тоа што он сега се заложил и ги испитал тие сите документации, права и обврски на идниот концесионер и тоа е тоа. И ние исто, оваа комисија сега што ќе ја создадеме, ќе отидеме на терен, ќе го известиме Државниот инспекторат за животна средина, ќе дојде Државниот инспекторат за животна средина, ќе констатира дека се е како што треба. И повторно, следната година или преку 2 години, повторно ќе се јави некој пети концесионер и ние сега во недоглед тука ќе се дебатираме и ќе кравгите тука еден спрема друг и нема ништо да се смене. Мислев дека нешто ќе се промене, ама нема да се смене. Еве, како што си е земан терхот на добивање на тие концесии, мислам дека сега и јас и ти да си поднесеме барање за концесија и ја и ти ќе добиеме. Нема сила да го сопе тој представник од албанскиот блок што го води тоа подрачно оделение за концесии и тој си ги дава од ракав тие документации. Тоа е така заради тоа што се ставени несоодветни кадри на битни места. Благодарам. Да знаете кој е тоа е Илија. Дека маленка. Оранешки од Тикушко поле Илија како се визираш? Не, Јупчо Дино беше. А Илија му беше технички. Ете, тоа е горе во. Само да знаеш дека таа структура. Тоа е Поморовска структура е тоа. Не е променет, за жал. Ме радува фактот што колегата од спротивниот табор веќе сватил дека нешто е променето. Сега промена имаме како прво во Советот што и градоначалникот е на наша страна и ние како партија и вие сме заедно во оваа борба.
Предходно не смеевме вака јавно да збориме одговорница. Секое наше излагање беше скратено од предходниот градоначалник, не ни беше дозволувано да зборуваме на оваа тема, тоа сега го нема. Тоа што сега самиот го кажете. За да не одат работите во вакви насоки, вие браните една политичка партија што го брани криминалот. Тоа се случува од Скопје, не давате ни еден човек да се помести, за секој имаме штрајк, ние сме против, као партија ВМРО, ги браниме сите криминалци. Ниеден не е поместен од тие места што извадат тие дозволи. Тоа е стара структура, останата таму и никој не смее да мрда. Ние да не му даваме задолжување само на градоначалникот, го задолжуваме, него да се заложиме ние како советници и градоначалникот и нема што да правиме комисии да излегуваме на терен. Нас не е на сите јасно што има на реката. Што ако ние направиме комисија и излеземе на реката да видиме? Па ние знаеме дека е хаос таму. Катастрофа. Ние да се заложиме како советници, да избериме група и градоначалникот и да одиме во Скопје да разговараме за тие дозволи зошто така се издава. Ако веќе можеме да дојдеме до негде, ако сте ни тие што треба да разговара. А ние да одиме по реката и да гледаме. Јасно ние сме секој ден на тој терен и знаеме што има на реката. И да отидеме таму и како што рече до инспекторатот и пак ништо. Него да одиме до поголемите институции, да се обратиме таму каде што ги издаваат тие дозволи. Јас мислам дека е залудно да правиме комисии и да одиме на реката повторно. Тоа се повторува секој мандат, неуспешно завршува како што заврши ти предходно и затоа да прекинеме со таа навика, да направиме комисија да одиме на реката. На реката е реков уште еднаш, катастрофа, нема што да одиме, знаеме. Него да одиме повисоко, ако можеме негде да реагираме, да се собрат тој ископ да се сопи. Инаку да не го губиме џабе времето и да му помогнеме ние на градоначалникот, да не само го задолжуваме. Градоначалникот е со нас и ние да бидеме со него, да бараме повисоко негде да се собрат тие работи. Почитуван колега советник Јовица, јас ништо разлика не гледам од претходниот градоначалник и од сегашниот, од неговите ингреденции за овие доделувања на подписи на бе интегрирана дозвола таму. Исто како што бил претходниот градоначалник ставен пред свршен чин, сега и нашиот актуелен градоначалник исто така ќе биде ставен под свршен чин, каде што треба да ја подпише таа бе интегрирана дозвола за добивање на концесија. Што е различно? Истапуваш тука дека ви ги кинел вашите излагања на оваа говорница. Кој ги кинел? Сите седници беа и во изминатите 4 години во живо пренесувани, снимки од 1 час и 45 минути. Вие имавте чести излагања, чести препукувања со градоначалникот и тоа е во ред. Затоа што сте во две спротивставени страни. И никој не ви рекол да не излегувате на оваа говорница. Не гледам ја разлика с позицијата на сегашниот градоначалник и минатиот градоначалник за овие концесии на песок. Која е различноста? Сега градоначалникот од место таму ми дофали дека тие биле претходни кадри на ВМРО ДПМН и они имале толкова сила да ги прават овие пајаци, што ги викаат, концесии за искуп на песок. Абе чекай бе, тука има и виша сила. Има тука премиер на Република Македонија, има министри, има тука. Па нека ги седнат тие катри од ВМРО кои постапуваат надвор од законот. Сега не можеме по магарето по Самрат. Тие биле највиновни обични административни работници или некои шефови на институции, тие биле сега највиновни што ги доделуваат концесиите. Многу долно од ваша страна да го кажувате на оваа говорница. Многу долно е. Затоа што во една хиерархија во една институција има хиерархија и таа хиерархија се почитува. Значи на тие четворица мафијаши вие што ги кажувате од ВМРО ДПМН, значи тие се бог и батина во оваа држава. Абе има и некој над нив бе. Чим не работат согласно со законот, абе че сносат кривични бе, како што сте се научени ви за секое нешто да давате кривични пријави. Кај се решението? Решението да ги видим.
За колку временски период се направи? Излегуваш тука, ми кажуваш разлики, било различно, сега било много различно. Што е различно? Што е различно? Од кога дојдовте вие на власт, кажете некоја различност од претходната власт. Ништо не е поразлично. Дибидус. Слоганот што го стававте, живот за сите, не е живот за сите, живот за поединци. Живот за поединци. Ето, треба да си го смените слоганот. Како до ден денеска, 3 години од вашето владење, се уште Груевски е крив, Никола Груевски е крив за овој проект, сега биле криви тие четворица што биле во подошните институции во Скопје. Многу ниско, многу долу. Погledaj. Колега, уште сега ќе излезам и не сакам повеќе да излегувам одговорност, за да ти ја кажам разликата што во претходниот мандат ти крена ракат за легализација на сепарација во Паликура. Со излагање на градоначалникот дека песокот ќе се носи од Вардара. Може би тебе ти е смешно, но ти гласаше, јас упорно тврдев тука дека ќе се оштети патот до Паликура, тој песок што се транспортира за тие тешки возила. Градоначалникот ме опомена дека патот е изработен од многу цврст материјал, ќе ги издржи тие камиони, а вие гласавте за изградба на сепарација во Паликура, а песокот да иде од Вардар. Немој да ги фарбате луѓето. Ќе се најди одредбата тука сепарација во Паликура, донесовте одлука. Не знам, Јого, ете. Па сега јас не, ти не си ја научила, гласаше за легализација на сепарацијата во Паликура. Јас тврдам одговорница, може да го побарате дојат КТВ дека вие гласавте за легализација на таа сепарација во Паликура. Тоа е разликата. Што сега не сте доведени во таков чин да гласате за нешто. И јас нема да гласам како вас ако сега дојде тоа за гласање. А вие претходно сите тие работи ги легализиравте. И ќе кажете дека немавте притисок и можевме да правиме што сакам. Не е точно. И самиот кажа дека кога дојде Министерството за економија, за животна средина, направи записник, си замина и никому ништо. Затоа ви кажувам дека е разлика и со ова прекинувам, не сакам факти да ви изнесувам го. Врадете што сте решавале на оваа говорница и во оваа клупа. Вие бевте тој што гласавте за многу работа. Благодарам. И ова моја ќе биде последно излевање на говорница, само да кажам дека ако се слушаш сега, пушти си ја уте сеницата, во рок од пола час самиот се побиваш. Затоа што на ова говорница истапуваш и кажуваш тука лаги и невистини и тоа е ваша специјалност. Само ќе ти кажам, пред пола час испадна на ова говорница, кажа дека нашата комисија што беше на терен била лажна, ни се заканиле и ние не сме смееле да доставиме согласни записници до одредени институции. Значи, нашата комисија беше на терен, направи записници, достави до подрачните министерства, т.е. до таа за животна средина, инспекција за животна средина, врз база на нашиот извештај од тие четворица советници, дојде таа инспекција за животна средина и констатира согласност под некои методи. Значи, кажавте една невистина, сега кажувате втора невистина на ова говорница, треба малку да се преиспитате. Најдеа таа седница, каде јас што сум гласал за некоја концесија тамо Јого-Мого, како се вика. Најде. Најде, дај сум гласал. Значи, можем јас тука да кажувам низа работи, невистини за тебе, но не е тоа мој стил. Значи, не поминаа тие сепарации. Значи, и многу пати, јас сум гласал против мерките на претходниот градоначалник. Два пати сведоци имам дека не му гласав за буџети и за квартални извештаи. Јас лично не гласам за тие. И те молам уштенаш, ако кажеш невистина, ќе земеме други позиции. Со аргументи, ако сум гласал, кажи со аргументи, так, отсечно. Не кажуваме невистини тука. Никош не сум кажал за тебе невистина.
Поздрав. Добре, да привршуваме, задвршуваме. Да привршуваме. Јас не знам зашо може само сакам да кажам дека Гиелзо и БГСД има добиена концесија, односно поминала на СОД. Да, ето ги ще се овој Абе за легализација на објекти гласија, не за Да, концесија. била легализација на Ама објекти. легализација и концесија се Ами исто. Нашо легализира. Сепарација. А не, легализација добро. Добро, да привршуваме малку. Сега не беше насочена точката во насока малку да се политички да се препукуваме, но добро, ете, помина како помина. Време е нели, да ги на крајот да ги изгласаме заклучоците. И предлагам, значи, во една наредна сабота, ако не ова или следната, во некој од другите, значи итно ние да испаднеме, Нема потреба. значи да испаднеме и малку колку 3 сати 4 да му го блокираме тоа таму, ќе ја повикаме медиумот, КТВ да дојде да го проследи и другите пошироки медиуми кај што е национални телевизии, малку да го слушнат и тоа таму, а во меѓувреме, значи, оддаде водостопанство, да видиме, да побараме врз која основа е издадено концесијата, односно решението за концесија, што сега го прочитав таму, содржината, врз која основа е издадена, значи. И за колка временски период. И дали врз основа се почитува закон за водите и она каде што има улога Советот. На која основа да видиме, значи. Тоа го барам, значи ја задолжувам администрацијата, односно вас градоначалник, да го побарате решението овде да го имаме за следната седница. Може председателот на Совета да задолжиме наредната седница за прва точка Да, од дневниот ред да биде да. Извештај во врска со претходните заклучоци и задолженија. и задолженија. Да. Колку Да. се 3-4 таму заклучици И дозволите за работа на новата Да. инсталација. Ето. Втората седница Значи на има седница дозвола, нема треба да и бидат сите тие. други да ги, како што кажа, да ги штопираме. Ама претходно да поминат Тоа е на прекрасно. съответна комисија за урбанизам. И пред Значи, пред машина кој дојде. основата на решенијата се во склоп нели на согласности или на барања или на даден извештај како што е наведено овде. Да видиме на што се базира тоа решение и за колка временски период. Со тоа да привршуваме тука, а за следната седница, значи прва точка ќе не биде. Да. Предлагам, да, предлагам да и ние како советници во знак на почеток комплет една саботина, бидејќи да не биде работна, да испаднеме пред таа сепарација со повик на медиумите и малку пошироко да се запознаат и пошироките структури, да допре до гласот на високите структури и да почнат полека, односно да се замислат, да видат до каде се дојде не работите. Благодарам. Благодарам. Друг некој за збор? Значи, од досега е изложеното, можеме само да донесеме заклучоци, со кои што ќе ги известиме соодветните институции, кога да го задолжиме? Ќе задолжиме, значи градоначалникот, односно општинската администрација да ги прибере сите овие поднесени. Ќе ги прибереш како ќе ги прибереш на територијата на општина Росума, на барање. Значи ќе го побараш да од надлежни Не е наша надлежност. Приберам документи. ќе побараш решението што јави се документите Колку? од надлежните, од министерството, од јавното предпријатие за стопанисување со пасишта, од како што зборуваме? Од животна инспекторатот за животна средина да ви известе. И како тоа така? Немаме право, мислам, не Како немаме вика од јавен карактер, дали пристап до информација од јавен карактер бе луѓе закон го знаете? Барање должно пристап до јавен карактер. Како? Па подноси барање за пристап. Па зошто ја да побарам? Вие сте администрација, ние сме советници, а во приватна режија не бара.
И ако приватна режија, ја ќе си поберам информации. Па читайте ги законите малку родиле. Еве што, како што? Сега што овдека да седиме, каква администрација сте вие, зашто? Ти ги да се појде. Ама јас ја гледам, ама вие да си ја гледате, затоа што вие сте во служба на Советот овдека. Абе, барање на информација, пристап на информација од јавен карактер. И овие сите барања да се достават на следната седмица. Ако не че рачунаме дека сте соучесници во ситуација. Како тоа се? А за и вече постоечките или само за новата? Ама сега почнуваме, реков со новата. А потоа ќе почнеме и со другите исто така. Тие се низ начин донесени, како модели на новата, така Па нормално, значи треба да почнеме и како се, ние не можеме да бараме. Па има закон за пристап до информација од јавен карактер. Имате ли барање? До сега сигурно сте имали вие да дадете дадена информација, на дадена барање па ја дава. Има, може да ти побера да видиме X други работи. Одлуки и други работи, па можеш да ги дадеш. И што е тоа страшно? Па затоа се тие, тој закон е донесен. За да не доаѓа до вакви ситуации. Ама читате го пристап до информација од јавен карактер. Тие закон со вашо зборите нема врска. Што не зборуваме, ние бараме информација, односно не тресам глупости. Не знам кој тресе глупости. Значи и следниот пат ќе ви молам да го земите Лазе Симоновиќ од скрпа записничар и а вас ќе ве задолжуваме, а вие понатаму, вие ќе си ја сносите одговорноста. Затоа што значи администрацијата изиграва дека е над Советот, а фактички е во служба на Советот. Не вика ништо дека тој на Како не е? Абе ја друго. Кој тој се да каже дека тропам глупости? Значи не, сега какво барам, Лазе? Да. Сега барање до градоначалникот, односно до председателот на Советот, со оглед на тоа дека администрацијата локална е во служба на градоначалникот и на Советот, ќе ве молам, значи председателе, присутните од локалната администрација да ги почитуваат, да го почитуваат деловникот за работа. Не да се прават дека се тие кади, значи овдека Советот, локалната администрација, односно општинската администрација е во служба на Советот. Ако некој не погледнал од советниците, нека погледни да види дека тоа е така. Ете го деловникот тука, пред мене стои и не може овдека. Значи, ако му се дава задолжение, мора да извршат. Затоа се фактички овдека, ако не, ќе бараме да ги сменат. Не може некој сега овдека да дојде и да кажува, ние сме избрани. Абе, ние мораме пред граѓаните да даваме отчет, односно вие. Немој, значи сега вие, како си го чувате си, ајде да не бидам вулгарен со даден збор, се тргате по настрана и кривицата, ќе работите. Значи сите задолженија што ќе ги дадат овдека ќе ги работите. А тоа е апсурд дека вие не можете да поднесете барање да добиете информација од јавен карактер. Па тоа ќе се смеат луѓето ако слушнат луѓе. Ја потполно сум изреволтиран од односот на локалната администрација, односно на општинската администрација. И затоа е до ова дереже дојдено. И затоа досега нема комунален инспектор. И затоа нефункционалност. Општината е нефункционална, луѓе. Нефункционална. Овде владее анархија. Или градоначалник ќе поставите ред, или верувам сега, не знам какви амбиции имате за воиднина, ама дај Боже да имате амбиции за втор мандат. Како би добиле втор мандат ако вака едноставно дозволиме анархија да владее. Не се согласувам овдека да некој од локалната, од општинската администрација да ми каже дека ја тропам глупости. Ако се тоа глупости за вас, тогаш не знам што е вистина и што треба да бараме. Дали се глупост ова што е направено со реката? Па податоци вие градоначалник дадовте. Огромни сума на пари, милионски суми на пари, луѓе, се трупат во се трупат во туѓи џебови. И овдека некој ќе каже тропам глупости. Па за вас не е глупости уништување на реката и цел, кажам, екосистем, биодиверзитет и други работи. Па тоа ли се глупости, бе? Па ако е тоа за вас глупост, ја не знам што е тогаш нешто реално што треба. Имаме стенограми, ќе напишам преставка,
до вас како градоначалник, а ќе почнеме ние и со представки, доколку вие не постапите, со представки до дадените надлежности индивидуално, поединечно како советници. Немој да мислите дека тука ќе застане работата. Нема да застане, а ќе побараме и одговорност по тоа, согласно законите. Па да видиме дали е тропање на глупости или други работи. Па цело време спомнуваат подопрен глас, подопрен глас. Па луѓето и подопрен глас ќе треба да работат, а камо ли сега легитимно со писмени барања со други ние да добиеме информација. До каде оди демократијата, бе луѓе? Си изгуби, значи ова ли е демократија сега? Това е демократия. До каде оди демократијата? Да. Па ќе зборувам затоа што вие се ставивте над Советот, а таму си пишува убаво во деловникот дека вие сте во служба на Советот. Па читај малце. Па читај. Ај читај за следниот Совет, ке ти исчитам овдека. И што еднаш ќе молам председателя, значи доколку некој си земе за збор, да го омаловажува советникот или да го деградира од општинската администрација, кој е доведен овдека да биде еден обичен записничар, тогаш. Значи вие се ставате во улога да бидете обичен записничар сега. Такви констатации. Ама какви констатации сега? Какви констатации? Да не продолжувам со глупости. Значи вие се, еве се, продолжува со глупости, значи го гледа се. Ама не може како општина да функционираме додека локалците, администрацијата кој во служба овдека да ги спроведува актите, мислам да ги документира и да ги уреди, да ги проследи, да ги пропрати, да добие информации, да би се каже овдека дека он поголем од советникот фактички. А е во служба да му извршува работите на советникот. Некако се добило слобода. Не знам дали имавте слобода во предходниот. Очигледно ние сме биле во апсурд кога некој диктатор сме смениле овдека. Требало диктатор овдека да има. Дај да посакаме нека се врати диктаторот и да го вратиме и овдека. Па ве памтам. Се криевте по канцелариите, со извинение да не речам некој поград збор. Благодарам. Па далеко сега. Кога некој ми кажува дека зборувам глупости, не е Лазар така, како се тоа така? Лазар е тема на дневен ред. Не измешно. Нека ценат граѓаните, тоа и го зборуваат во средината овдека. Ве молам, немојте да се служите со констатации. Не, ќе побараме, значи ќе бараме... Атанас. Имаше некои формулации ти преходно у твојата дискусија што ги карактеризираше за сити шоп или не знам погрешни, сосема погрешни. Не смееш така да се служиш со такви констатации, кои што не се докаже. Вика, советникот има право на сомнеш, има. Има ли право на сомнеш советникот? Да, ама не да квалификува, дека е тоа веќе. Сомнеш е една работа, ама квалификација. Сомнеш е една работа, квалификација е друга работа. Па ќе видиме сега, ќе разватиме топката на таму. Така, во ред. Крај на дискусијата за оваа точка. На крај да составиме заклучокот. Значи, ако веќе... Јас не испраќам на говорница. Во изминатите совети во нашиот правник во општинската администрација неколку пати јас доаѓам до испирања, тоест како да ги наречам, не знам дали испирања или препукувања. И повеќе пати му кажам сугестија до него да дава правно толкување и правна полука врз основа на нашите излагања на говорница. Има право да каже во согласно со член тија, став тија, можете да го барате, не можете да го барате,
и со аргументи и на интелектуално ниво да не посоветува, правно да не получи. А не да ги да употребува некои зборови што не сакам ни јас да ги спомнам сега на овој заедно. Не толико на еден интелектуалец да употребува такви зборови. Го почитувам во целост, секогаш го респектирам, правник, има богато знаење, но како ние го почитуваме, така и тој нас го почитува во војните совети. Уште еднаш, мислам дека не треба да употребувате такви зборови, кога даден советник, да може да таквите зборови да ги употребувате корпина. И мислам дека председателот и вие имате право да ги прекинете таквите испади, кои ги нарекол испади. Предлог заклучок. Предлог заклучок и задолжение во однос на бесправна изградба на сепарација во Росома. Тоа беше првата точка. Значи, Да го не формулираме. заклучок, значи ние можеме да констатираме на следната седница, градоначалникот го задолжуваме да ни даде дадени информации за добивање на таа концесија. Значи, ако читав точката и оваа, че не ќе дозволи да се довршам реченицата. Ама заклучок, што заклучок? Предлог заклучок беше точката. Беше точката на дневниот ред. По која што дискутираме до сега. Значи, предлог заклучокот го прочитав како пишува. Сега, да видиме ние, дали ќе одиме со задолженија на градоначалникот или на општинската администрација или советот. Советот. Како? Кој е предлог заклучок? Предлог заклучок според точката како ја најави Јацо. Предлог заклучок и задолженија во однос на бесправна изградба на сепарација во општина Росома. Првата точка. Не е Предлог заклучок се задолжува градоначалник. Да ги извести Моја министерството. точката од дневниот ред. Добро. Точката од дневниот ред. Сега предлог заклучок Значи да сега биде тоа само Не е тоа бесправно. Немојте да Има документи, значи не е безправно. Колку имаме и ингеренции. Значи само Ама секунда. јас ја по... Само секунда. Овој Овоја точката на не е дневниот бесправно. ред. Немој такви Ќе молам само вака Секунда, сега. може ли да размалате само да се дискажа? Секунда. Значи, ово е точката на дневниот ред по која што беше предложена од Атанас. Ние сега треба да видиме според овие дискусии, според овие информации, Утврдиме дека не е безправно, има така. или нема Има дозволи или договор. нема. Да видиме ние дали стварно има договор, Има договор. дали има стварна концесија. Веќе во оден договор. Кој е каде договор? Да, Решение за секунда концесија, луѓе. Разграничите малце, не сме дојдени до втората точка. А не сме дојдени, разграничите што е точката. Ацо, де може ли да се Доставување на решение за дозвола на вадење на песок. Тоа е Тоа е втората точка, нели гледаш, кажувам бесправно, втора точка, ние зборуваме за првата. Добро, Убаво, сослушајте што е првата точка. Треба да утврдиме дали стварно он има договор за изградба на сепарација. Во Росован, значи тие информации може да се добијат. Може да се исконтактира лицето како што го исконтактира градоначалникот. Ако веќе не може да се не се верува на тие документи, дали ние како советници да предложиме да се достават тие барања до соодветните министерства. Значи дали до агенција за државни води, како беше таму, Ќе ве молам. водошкопанство. Ќе ве молам, само за кратко. Секунда да се доискажам, значи, дали ние ќе го бараме тоа? Дали ќе го задолжиме градоначалникот да утврдиме точно како ќе стои заклучокот, да не се најдеме во дилема на крајот што да пишуваме во изготвувањето на документи што не се това. Ами, Не само можеме позволи да не сега одиме во цела дискусија, далечина. Ацо, значи не можеме целата дискусија да ставам во заклучокот. Дали сум ја нешто не токму што предложи вакви точки или да оставиме ова да биде анархија. Ке ме молам. Значи испаднав со предлог на дневен ред како предлагач. Добро. Од кога станав и дебатирав и дадов, затоа треба да ме пратите кога зборувам на говорница, што всушност кажувам и да ги да ги прифаќате моите зборови, односно задолженија кои ги дадам. И сега ја што да правам сега? Треба ли меморијата да ја враќам назад
Затоа што вие тоа не го прибележувате. Што побарав ја? Се е прибележано. Ако е прибележано, ќе го дадете во однос на барањето на Атанас за задолжението да се побара од јавното предпријатие за стопанисување со пасишта. Што реков таму? Значи тоа и тоа. За второто, што кажа? Од животна средина. Ела брат, тоа и тоа. Значи тоа го кажа и вие требаш да имате. И сега ја треба ли да го земам истичокот до седница, па да ви го пуштам овде, па да видите што сум кажа. Значи вие толку неодговорно си ја вршите работата, всушност видов и нема да се трудам за воиднина. И ќе оставам, може би некој следен совет и некои следни советници ќе успеат да најдат, да изнајдат решение и да не ги замрсуваат работите. Изгледа јас сум во некое погрешно мислење и толкување на работите и затоа може би воиднина и воопшто нема да се залага. А тоа ќе биде на штета на граѓаните. Значи, ве молам да бидете одговорни, значи да... Аз сега ја зборувам и дадам задолженија. И сега истите задолженија запишани тука, треба да ги дадете на гласање дали ги подржуваме или не, и да заврши точка. Сте совет ги давате се заклучоци. Сакам точно да се формулира заклучокот. Значи дај еднаш биди принципиелен и еднаш сослушај туѓо мислење. Еднаш сослушај туѓо мислење. Ја ме терате сега да останам, нека си продолжи анархијата и може би сум грешни што го поопшто. Истото го зборуваме сите, само што ти сакаш да биде стриктно по твое. Дај молим Има ли да се втора следува. точка што кажете? Има втора точка за искот на песок, исто това предлог заклучок и задолжение во однос на безпредмет. Да завршиме оваа точка, заклучокот да го формулирам точно. Тоа сакам. Значи заклучокот негов е да се задолжи градоначалникот и општинската администрација да се набават тие дозволи, да се провери ствари, дали има дозвол за изградба сепарација, дали има некое решение или што треба веќе тоа таму. Тоа сакам да биде точно формулирано за тоа што после јас кога треба да ги подпишам документи мора да знам што подпишувам. Да не биде сега на крај после да викаме напишано овака или напишано онака. Точно од збор до збор сакам да го формулирам заклучокот. Тоа се цело време, да се може. Заклучокот значи од збор до збор. Затоа што тоа е треба во службен гласник. Значи предлог заклучок се задолжува градоначалникот и општинската администрација или само градоначалникот да задолжува? Администрација. Да набави што информација. Да набави информација од соодветните Кој министерство чули се? Дека е Така што? се дуѓе. Чекај, во сегашните дискусии Советот донесе 4 заклучоци, кои треба да се изјасните сега. Секунда само да слушам оваа. Дојде до закона, читање. Пратите ме добро, ако не сте грешки и прво, Советот донесе заклучок. Јавното предпријатие за стопанисување со пасишта да го достави договорот и решението за доделување на концесија за стопанисување со пасишта со фирмата Ситишок Бројов од Камарата. Да го дополниме и КП број за една. Кој е КП број? Да го дополниме накнада со КП број. Кој е мотивен? Кој број што работи? Да, и да не има и некое друго, да не има и некое друго место земено, затоа да. Со бројче со КП број тој таму, че најде. Добро, тоа. Вториот заклучок е, Советот донесе заклучок со кој бара подитно да му се достави документ, значи се да му се достави на фирмата Ситишок. Документ за стопирање на изградба. Нам на советници, на советот. Подитно да му се достави документ Да ни се за достави. стопирање на изградба на сепарација, бидејќи нема дозвола за градба. Да ни се достави нам. Зошто нас? Нас да ни дозвол дадат забрана за Зошто нас? градба Забрана на фирма да не граде. Забрана од Фирма, да.
Затоа реков слушате ме внимателно да не дојде до забуна. Советот донесе заклучок со кој бара одитно на ситки шоп до ЛК-бараци да му се достави документ за блокирање на изградба на сепарација бидејќи нема дозвола за градба. Готово. Ама да ви кажем на работа. Он нема потреба да се добара дозвола за градба, бидејќи е тоа објект од монтажен карактер. Да. Имаме цврста градба, така ли? Да, има сврста градба, не знам. Само Има. стопите доле. Стопите ми бункерот. Има. 3. Советот донесе заклучок. Органот на државна управа надлежен за вршење на работите на животна средина, Министерство за животна средина, да даде информација дали е издадена дозвола за градење и реконструкција на инсталација за сепарирање на речен песок. На фирмата? На фирмата си пишува. Градни реконструкција. Градење и реконструкција на инсталација за сепарирање на речен песок. Согласно член 20, став 1, алинеја Само 1. нема реконструкција, само има. Вели се... За градење, ајде не мора... Од членот се постапуваме тука. Ако не мора реконструкција, Ајде, за за градење на инсталација за сепарирање на речен песок. Значи, да видите ние одвојот за орган за државна управа надлежна за Во катастарска општина Животна чие? средина. Во КО? Во катастарска општина се ко? Секој. И четврто е, Советот донесе заклучок со кој од градоначалникот бара да достави известување за издавање на дозвола за градба на сепарација на фирмата Сити Шоп на Автомат. Дали е доставено? Тоа се Да достави известување за Дали е издадено издадено? Дали е издадено? Дали е издадено? Бог ги Дали Да, е издадено? Не е издадено, не е. Мен сака Писмено, писмено. да достави писмено известување Така. до Советот. До Советот. Дали е издадено дозвола за градба на сепарација на фирмата Сити Шоп на Автомат. Пето. Барање до органот за вршење органот на државна управа надлежен за вршење работите на животна средина. Од областа на животот сте. Од областа на животна средина. Само се ситни работи. Да достави информација дали Сити Шоп има доставено елаборат за заштита на животна средина и дали е одобрен од органот за одобрување на спроведување на проект. Нема доставено. Елаборатот до нас го доставува. Ајде, читаме овдека. Сега. И барат Член 24 став 1. Значи, дали има елаборат за заштита на животната средина и дали е одобрен од органот за одобрување на спроведување на проектот. Да, без основа на Гледам сега. елаборатот, он доставува барање до нас и ние му даваме или не му даваме. Член 24 вели, дали е одобрен од органот за спроведување на за одобрување на спроведување на проектот. А тоа е органот Општината кој го однасува, тоа е законот. Тоа е закон. Не вика животно събиране Органот министерство. за спроведување на одобрување. Значи Општината го одобрува. дозвол. Нека одобрува Добро, министерство, до нека... градоначалникот стави. Тоа До мора да само градоначалникот. до градоначалникот. Значи ова од органот за Добро, до градоначалникот Петко таму. Значи да достави информација дали Сити Шоп има доставен елаборат за заштита на животна средина и дали е одобрен од органот за одобрување и спроведување на проектот. Да. Това не е потребно сега слушам. Или треба? Треба, за тоа што градоначалникот е писмено закон. Значи тоа Писмено. само по основно до градоначалникот, това го бришиме нешто. Речи не знам. Да. Тоа. 5 заклучок. И стави на нас. Кажи речи. Сите 5 заклучоци ги ставаме басење во пак. Да, аз и тук сме. Дали има нешто
забелешки на вие ли слушате заклучок? Јонче, смеја да нас. Петте заклучоци ги ставам на гласање. Не, ова е само за сите. Само за сите шо. Поред да и за другите со што ќе споредиме никако. Јовица натаму на друга седмица. Јовица, тоа ќе дојде кој ќе биде пресуд. Тоа е селективно правдање чуварање, тоа не е. Еме на втората точка, Јовица, на втората точка имаме, втората точка. На втората да стаги си. Добро. Сите на втората. Тоа сакам да кажам, сега правиме овој за се. Зошто новото да се прекине и сите назад да има? Сите 5 заклучоци ги ставам на гласање. Кој е за видео? Едногласно констатирам дека се повеќето едногласно изгласа заклучоците и усвоени заклучоци. Втора точка. Предлог заклучок и задолженија во однос на bespravен ископ на песок. Почитувани, с оглед на исцрпноста од предходната точка, не знам колку ќе бидам во состојба да, меѓутоа ќе се потрудам врз основа на она што претходно сум го припремил, нели како извадоци. Пред се овдека во врска со оваа точка ќе се базираме пред се на Законот за води, односно на општите одредби за користење на водите и нели управување, одржување, така натаму и така натаму. Во врска со член 131 став 1 и сега повеќе точки има наведено, меѓутоа заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водите, забрането е точка 1 да се вади чакал, песок или камен од коритата и бреговите на површинските водни тела, водотеците, со што се влошува постојниот режим на води и се предизвикува процес на ерозија. Се забранува точка 2 да се менува правецот на водотеците. Став 2, крајбрежниот се забранува, значи, да се копа во крајбрежниот појас, вон населени места и во населени места, значи, вон населени места во ширина, сега негде од, не ме тржите за збор, од 50 до 100 метра. Тука сум го испуштил тоа да го запишам. И во населени места, кои што го определува Советот. Значи, во населени места на општината, на предлог на градоначалникот. Значи, многу е јасно кажано во Законот за води, дека со претходно изнесеното е забрането, значи, копање на чакал, песок. И ја не знам како овие, без некоја си, согласно са во понатамошното излагање, ќе се потрудам нешто од изваденото да кажам, како се доаѓа да некој експлоатира песок, чакал или камен од речните корита. Значи, инаку е забрането, господа. И затоа овие документи ги бараме за да ги имаме, за да продолжиме со понатамошната постапка која што ја спроведиме, да видиме како се дава тие дозволи за ископ на песок, АД водостопанство и другите. Кога ќе поднесеме, не знам дали го изфрле не. Вели, во Законот за води, член 136 и член 143, мерки за заштита на ерозивно подршје. Е, така сега, со дадени, она што го реков во член 143,
уште еднаш ќе го прочитам, ова е многу битен член, од Законот за води вели органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на животна средина и советот на општината, господа, пазете, и советот на општината, и водостопанство. Значи, ние сите треба да седнеме и да констатираме дека на тоа место, значи, треба да се уреди речното корито, настанала ерозија, исправување на речното корито и други работи е потребно тоа. Само така АДО водостопанство може да му издаде концесија или решение за ископ, кое што Горан го покаже на Сити Шоп. Тоа решение е мафијашко и невалидно. И ќе го докажеме тоа дека е така. Значи, советот на општината нигде, а ќе видиме, вика до крајот на годината, треба да кажеме за следната година каде ќе интервенираме. Значи, ние проценуваме, ние донесуваме тука заклучок. Без наша согласност на советот, тоа нивното решение може да си го манка таму и да си го повлечат и кривично да одговарат за тоа. Значи, рековме, и водостопанство предвидуваат активности за наредната година, сега до крајот на ова година ние тоа треба да го направиме. Никој нам не праша, Господа, че заврши годината. Само волно, само иницијативно си работат мафијашки како што сакат. Значи, за наредната година во врска со заштита и подобрување на режимот на водите, со вадење на песок, камен и чакал. Како и за мерките што тие сметаат дека се потребни, ние што сметаме, ние ќе ги кажеме мерките кои се потребни. Дека се потребни во нивното подрачје, во атарот на општина Росома. Не може тие да пашалат се овдека и да се пашарат и да се башарат овдека. Ова е наше подрачје и ние ќе одлучуваме. И немој некој да каже дека ние немаме надлежност, ние и како имаме. Вика, сега, извештаите ги изготвува градоначалник. Градоначалник, внимавајте дека треба да изготвите нешто на општината. Да видите што? Сега, немој да направите злоупотреба како некој од претходните градоначалници, каде што без одобрение на советот на општината ги издал ваквите извештаи и направија пустош и хаос во манастирец. И за мене што е најжалосното, една од природните атракции кои што беше во тоа место и посебно значајно беа водопадите, дозволија да се уништат, да ја нарушат таа рамнотежа која што претходно исцрпно ја дебатиравме во врска со, што кажеме, биодиверзитет, екосистеми, други работи, така натаму, така натаму. Тоа е тоа. Со ваквата констатација, според, односно моја констатација, според Законот за води, значи, поитно барам, значи, да донесеме заклучоци во врска со издавањето на решенијата, односно дозволите на АД стопанство. И тука сега веќе, кога веќе кажувате дека не сакате селективен пристап, ќе ги опфатиме сите во заклучоците, сите предпријатија и фирми кои што ја работат ова дејност на територијата на општина Росома. Оставам на вас сега да не испаѓа јас да давам заклучоци, да ги формулираме, а потоа, значи, како заклучоци и да ги изгласаме. Благодарам. Ајде да привршиме со втората точка. Значи, по завршената дискусија, Советот донесе заклучок. АД водостопанство да достави решение за дозвола за ископ на песок, чакал и камен од речното корито на реката Црна и информација дали истата дозвола е во согласност со член 140 од Законот за води за следните фирми: Машинокоп, Ана Марија, Градка промет, Сити Шоп, Кладарци, Јово транспорт, Јуниори, ВСГ, АД Тешко. Истиот овој заклучок да се достави и до Министерство за животна средина и до Министерство за економија. Има ли забелешки на заклучоките на собствено текстот? Ако нема забелешки, заклучоките ги ставам на гласање, да молам кој е за.
Констатирам дека Советот едногласно ги донесе заклучоците. Со ова исцрпен дневниот ред за ова уредна седница, ви благодарам на присуството.